Евроамбасадорот Самуел Жбогар денеска беше во посета на општина Струмица, каде се сретна со ВД градоначалникот Костадин Костадинов. Посетата е дел од кампањата ЕУ за тебе. На средбата се разговараше за реализирањето на два капитални проекти во општина Струмица, и тоа изградба на пречистителна станица за отпадни води и изградба на канализациони системи во населените места Добрејци, Просениково и Дабиле. Жбогар истакна дека е среќен со соработката со општина Струмица. Исто така, како што веќе кажате, господине градоначалник, јас исто така многу сум среќен што сум денеска во вашата општина, во општина Струмица, која што е во дел или во рамките на кампањата на Европската Унија ЕУ за тебе, чисто фокус е заштита на животната средина. За реализација на овој проект Европската Унија издвои средства во висина од 5,7 милиони евра. Оваа кампања има за цел подигнување на свеста и информирање на јавноста за помошта што ја обезбедува Европската Унија. Активностите стартуваа со темата екологија, а се реализираат преку посети со делови од Македонија, каде Европската Унија дава поддршка за борба против загадувањето и обезбедување чиста околина за сите. ВД градоначалникот Костадинов истакна дека се надева на успешна соработка. Нашата општина има реализирано 13 проекти, за кои Европската Унија одвојуваше 12 милиони евра. Секако вкупната вредност на тие проекти со директно учество со средства од буџетот на општина Струмица е многу поголема. Јас лично сум особено среќен и горд што Европската Унија во последно време поддржува проекти во областа на заштита на животната средина. За таа цел во општина Струмица во тек на реализација се два крупни капитални проекти, и тоа пречистителна станица за отпадни води во Струмица, секако и канализациони системи во населените места Просениково, Дабиле и Добрејци. На новинарско прашање дали Европската Унија ќе побара продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, Жбогар одговори дека ставот на ЕУ во врска со СЈО уште од самиот почеток бил ист, а тоа е дека СЈО е формиран со една цел – да се одреди законската организација која произлегува од скандалот со прислушуваните материјали.